Почитувани гледачи, почитувана публико, добро вечер и добро дојдовте во театар Чекори Скопје. Особена чест и задоволство ни причинува вашата посета на нашата театарска представа, која взаимно ќе ја доживееме во храмот на Тарнија и Мелпомена. За да не бидеме оплечувани, ве молиме, исклучете ги вашите мобилни телефони и барем за малку останете без врска со надворешноста. Ви благодарим. Нека Тарнија и Мелпомена не бидат вечно непомети. Ars longa vita brevis. Со почит театар Чекори Скопје. Пак се раздрих. Ај доста. Што е? Што ти вречи? Значи не поднесувам кога некој со години ги повторува истите зборови. Па што има лошо од тоа? Па има. Види бе како сега. Тоа е исто кој јас да ти забележувам на тебе што секој утро ги види за. Иако мене тоа ми се чини глупо. Секој утро морам да се внимава се која моите старче. Нас работата ме чека. А и тоа не дојде баш најдобро од рака. Ако се стане на лева, така ли е? Ставаме, ајде, ставаме. Еј, внимавај да која нова ќе стане. Ќо, станаме. Ќо, станаме. Че ако не станеш веднаш не вече. 30 години ниту еднаш не сум станал. Ниту еднаш. Само на некој кога славев на твоја 50-ти роден, ти се натърски како свин. Ама денеска немаме никаква причина. Ќо, ме слушаш ти уопшто? Не. Тоа што, ајде, убаво стани, како што го правиш тоа секој утро. Измисли и завик и јајде. Ајде, работа да не чека. Ќо, ајде, по 6 почне. Вода. Мол. Тури една и за тебе. Ќо? Прави како што те Ќо? рекам. Ова е што за... Колко ти биеш вода? Аурелија, пиеме во твој и во моје здраве. О? Аурелија? Зашто бе те викаат баш Аурелија? Не се смеј. Знаеш, долго размислував и никако да се сетам зашто баш ти се викаш Аурелија. Не, тоа не може да е само така. Сигурно со причина се викаш Аурелија. Се шикна овој, бе. Што ти е човек, бе? Нема, ќе се замисли нешто и... ќе се шехта. Баш така. О? Аурелија, цела ноќ не спи. Па тоа сигурно се случува. Само знаеш, тоа баш не е некоја причина да задоцне. Ајде. Не се грижи, нема да доцне. Зошто? Ќо? Не се случи нешто. Лошо нешто?
време стануваш во 5 и пол? Колко? Колко време стануваш во 5 и пол? 30 години. 30 години. Јас 34. И што правиш потоа? Одевме на работа. Потоа? Потоа се враќавме дома. И? Јадевме, пиевме, ти понекогаш свиреше на гитара. Потоа? Потоа се легнувавме. Зошто? Па, за да станеме пак за на работа. Да станеме така. Во колку да станеме? А? 5 и пол. И? Што ти е? Ништо. Не те разбирам. Не разбираш. Не. Цела ног не спи. Значи веќе го кажа тоа. Пази вистина. Веќе може да ти кажам дека веќе навистина мрзам. Значи ти реков дека веќе никаде и никогаш нема да доцнем. Ама зошто? Кажи ми зошто. Затоа што ништо друго не се случува, ете затоа. Ајде дај ми гитара. Гитара? Да. Чо, Гитара, тоа тамо со жиците трн што прави, дај ми. О. Пак бе жица не ви. Како да си свирам демол, сега јас без проважда. Гитаро моја девојко, гитаро моја субино, со тебе ми е најдобро, ти ми богави срцето. Гитаро моја девојко, гитаро моја Види, Ќо. Види. Ќо. Ќо. Ќо, знам дека за мене не може да се каже. Впрочем, Ќо, ти најдобро знаеш. Јас не сум како тебе. Ќо, мене ми треба многу повеќе време нешто да работам. Еве и на работа исто. Кога се шегуваме, јас сум секојаш некој што после не се смее. На крај дори и мене ми се смеат. Ама во ред, Ќо. Во ред. Но овај пат е мол. Ајде. Биди добар, Ќо. Ќе тргнеме, ќе се извинеме, Ќо, и сега ќе биде во ред. Ајде. Ќо. А јас не сакам се да биде во ред. Не, добро. Кој ќе се вратиме од работа и кој ќе биде време за разговор, ти сега ќе ми протолкуваш. И јас, Ќо, како и секојаш, ти се обидам да разберам. Ајде. Ќо, биди добар, ајде. Ќо, слушай ме воопшто? А? Ей, ќе се шегувам. Ќо, што ти е говориш? Не знам. Ма Ќо, тоа што не знаеш не е никаква причина за тоа. Снимајте те мол. Јас не одам. Ама зошто бе, Ќо, зошто? Не знам, тоа не би може да ти кажам. Цела ног не спи. Ќо, ајде те мол, ајде. Не ме замари. 10 години сме, не ме замари. Ќо, знам дека 10 години живееме заедно. Знам дека 10 години алармот звони во 9 и во 5 и. И ти 10 години викаш, леле, пак се разлика. Да. Ќо, но овај пат те молам. Ајде, иако сум глупост, иако од сад ова ништо не разберам, ајде, те молам, биди добар. Стани, спреми си. Ќе се извиним и секи биде во ред, ајде. Нема, не одиме на работа.
Не оди ме на работа. Не оди ме? Не оди. Слушай, Кьо, слушай, знам дека не си болен. Бидејќи сега имаше температура и тешко да дишиш. Исто така знам дека не си пијан, бидејќи вчера дома немаше ни капка ракија. За жал. Може според тоа мора да е нешто трето. Ти не знаеш што е тоа, така ли? Кьо, тоа што каде би знаел јас кој што сум дури 3 пати поглупов со тебе. 5 пати поглупов со тебе. И сега, Кьо, бидејќи ни ти, ниту јас знаеме за што се работи, не би ќе најдобро да тргнеме на работа. Барем додека не дознаеме. Кьо, зарем глупо ово, а? Не. Еј, и сега според тоа што би требало да стори? Да одиме на работа. Да. А за тоа, што уште треба? Да станам. И? Да се измијам завите. Ама тој не е толку важно. Примат на работа и без ми завите. Ти завити. Мене ми има да пример да го Да. Пепе, зашто не станеш? А? Зошто да станам? По самиот рече, дека е најпаметно. Тој сега не велам дека не е најпаметно. Ева? Аврелија, нешто приметно? Не стана некој горчив вкус в уста кога го изговори в ова најпаметно. Тебе не? Не. Ај помини со јазикот преку устите. Не. Чудно. Видиш, јас ќе направам вака. И горчливо ми е некад. Стварно? Како го правиш? Помини со јазикот преку устите. Ај сега преку непцата. Ај пробај сега со јазикот носу да се пробаш. Да, ај гол сега. Јазикот? Па би го било убаво, ама не, гол. Гол. Тебе ова сигурно ти од нервите. Нервите. 100% нервите. Виж би можело да е. Сигурно нервите. А слушај, да не е случајно од тоа. А? Од тоа. Тоа? Кој е тоа? Па е тоа поради кој што не одиме на работа. Не. Тоа со тоа нема врска. Сигурен си? 100% сум сигурен. Аврелија, признај нешто. Признај дека пробуваш да бидеш паметен. Признај. Не. Ти сакаш да бидеш паметен и потајно се обидуваш во тоа. Како мислиш така? Така, ти се правиш дека не е ништо, ништо не приметуваш, ама всушност потајно се правиш паметен. Знаеш, ти сега што тега вие тука, нека мислат јас дека сум глуп, ама јас сум всушност потајно паметен. Дори и попаметен од овие кои што јавно се прават дека се паметни. Знаеш ли вистината во сето ова? Вистината е дека баш поради тоа ти си 2 пати поглупав од колку што би требало да бидеш по природа. Кьо? Не би требало вака да збориш. Точно, не би требало. Ти до сега правеше сеја што ги ти кажам дека треба да правиш, така? Правим, да, ама Доста. Правеше така. И лошо ли ти беше? Не, но... Еве, ајде признај, дали јас тебе до сега некогаш погрешно сум те советувал? Не, но Кьо, сега тоа беше нешто друго. Ти беше Кьо, јас бев Аврелија, одевме на работа, а денес? Молим те, биди толку добар колку што убав не си и дозволи ми јас да зборам. Може? Може? Па. Значи, ти ме слушаше мене, ти веруваше во мене и себе што одиш.
Само една ще ме послушай. Ясно. Ти реков бе, немој да се гледкаш околу газдарицата, особено пошто она е млада, а ти си стар. 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 А ти што направи? Мене позади грб. Тётла не е вистина. Се гледкаш околу ружа, признам. Не сум. А кој става бе сега вечер цвекенци во на тенџерчето таму во кујна, а? Цвекинци. Да. Кој ми се мота како ваприв некој ми се шиташ низ куќа на вечер, не се може да спиеш, ти било топло, устата ти била сума, вода ти се пиел. Обе, жена бе, Ѓо. И после ќе отидеш во кујне, или пошто ноќеска темно или што не се гледа, ти се сопнеш од столот. И кога она нема да се разбуди, ти махи надо, сосема случајно, и од вториот стол ќе се сопнеш. Па да. Темно е. И она конечно ќе се разбуди, и ти ќе патиш да се жалиш од него. Ето, тоа па воопшто не е вистина. И се жалиш дека не си можел да спиеш во иста соба со мене, пошто јас многу сум хрчен. Не е вистина. И ќе ја замолиш да ти дозволи да преспиш во кујна. И она ќе ти дозволи да преспиш во кујна, и ти спиеш таму во кујна, тоа лена под како куче некој спиеш. Ама тоа тебе не ти е добро, сакаш да си пикнеш и окре. Ѓо, тоа ми беше тврдо. Добро, Ми беше тврдо на подот и плочка. Знаеш што, Ѓо? Ајде да го оставим се тоа. Ајде. да оставиме? Да. Ајде бе, може. Еве го оставам. Ајде. И така успеавме да ја наредиме со оружје да останеме туку уште некој време. Добро, го оставам. Само сакам да те потсетам дека секогаш испаѓаше добро, кога правеше така јасно што ти каже дека треба да правиш, а секогаш излегуваа некои глупости кога правеше работи на своја рака. И затоа единствено нешто што треба да направиш кога ќе ти кажам дека сум решил од денес да го менуваме животот од темел, да кажеш така е тоа. Од темел. Доста веќе бе. Не сме ние си уште туку стари, како што не мислат овие, на кои што им оставаме цвекенциња од тенџерчето. Разбираш? И според тоа, што да сториме сега? И сега ќе се вратиш во кревет. Няма, Ѓо, Во кревет, вертикала во кревет, Ѓо, ајде. ама Вертикала. Што преш бе, конј? па кажа вертикала. Абе, легни убаво. Ѓо, па вертикала. Легни убаво. Добро. Ти ми кажа. Сега ќе дребнеш. Не, Ѓо, Ќе дребнеш, ти бе? Сега ќе дребнеш и кога ќе се разбудиш, сакам да се чувствуваш како што току да си се родил. како бе? Да. Добро. Јас така. После тоа ќе појадуваме нешто, ќе збориме за било што, после пак ќе си легнеме. После навечер, ако сакаш, ќе прошитаме некаде, не знам, и така можда после некој час или после неколку дена, не знам, ќе ни падне на ум идеја како да натрупаме огромна сума на пари, да се одселиме конечно, тука да почнеме да шетаме по светот со јахта, да играме рулет, да пиеме шампањ, да си палиме пури еден со друг, чик-чик, да гледаме како се туркаат облаците на небото и да ви кажеме. Ѓо, чекај нешто само. Сето тоа како бебиња. Не, мислам, јас немам видно бебе да пуши пур. Ти си глуп. Како? А? Чекај. Се. Амо. Не можам да имам жица. Твоја е приказна си, што ја кажувам на за Орелија човекот тук. А? Орелија. Цела ноќ не спам. Тоа ми дојде така оттеднаш, не знам. Ајде бе да направиме нешто. Да појдеме на работа. Нешто што и мене и тебе ќе ни изненади дури. Нешто јас и ти сам. И па само ја и ти ја тргнеме на работа. Поставе! Например, ќе направи човек еден чикор напред.
Ще заниша цела куќа. А? Ще отидем од се лево. Пак ќе се жаниш. Ще врати назад. Ќе се жатеш. Ќе чукне малце, водно се сруши се. Ќе дигне една рака. Пак ще ги си изгледа. Знаеш, стоиш и се чудиш. Колко е беззначен той му еден единствен пръв чекор према нещо. Разбираш? Сигурно? Не, ще мисля. Слушай. Аз знам дека тебе те нервираш, те аз секое утро гледам. Айде, дозволи ми да го повторим. Леле, пак се разни. Ама мене да въобще не ми пречи, што ти секое утро ги миниш тия твои гнасти зами. Ама може некој што до толку ќе ми изнервира, што напросто ќе го изедам тоа твое глупаво четище. Или, па знаеш што? Ти рече, малече, чо? Еме ти на моята чековна книжка, па да си купиш 300 тони мастики, за да нема потреба веќе да ги видиш тия твои гнасти. Или, кога тия мастики ќе ти се разсипат самите, ти ја дадам пак моята чековна книжка, за да си купиш цела нова вилица, за тоа што въобще да нема никаква причина веќе да се замараш за тия твои зами. Памет. Или, знаеш што? Секој утро, кога те чекаме со шоферот, и ти каснеш. Знаеш што ти му рече? Што да правиме? Мораме да очекаме. Тоа е ќо. Тоа е роб на своите гнасни и глубави и маумни навики. А сега ти знаеш што? Сега, дозволи ми да се смечам, да се пикнам во кревето, а ти, ова твое гнасно четище, може, замени будилникот, може да си ги пикнеш во... Просто. Браво, Гаврили! Ти заслужиш една серенада за това. А не ли ке спиеш, то водиш на Помалите на работа сакам да одам. Слушай се тебе. Добро. Воя е приказна на сите шеф, живо му Аз нас, да чуш ovo като чоп. Едни го лажете. Вие никой не ме лаже. Мисли си.
И Що? А! Пак. Будилникът го продал за 200 лева. Тя, ама. За гитара те 200 евро. Чо, нещо и аз купя. Чо? А за двата чадъри едва 100 денари заедно. И колко е това? еба, колко е? Не знам. Па искате да допадим, да? Да, бе, да. Да, брат. Добре. Ще си 470. Да. Карти купи? Да. Е, 100 денари. Да, ни преголеми, ни приема. А и ето. Колко ти остана сега после карти? Що? Години на живо. Пар! Не знам. Не знаеш? Ай, пар! Ами минус 100 денари за картите, бе. Брат! И? Минус 100? Ще си да е 370. Денари. Добро, 6000 ни трябват за първият блок. А с овие другите ки се снаоѓаме некако не може. Имаш ли нещо отпорано от тебе, ти остана? Пари? Пари. Не. Не. Ти? Това е 7 банки на момент. Що збореш с оружие? С оружие? Въобще не Те е слушна. А, това е. Нищо. Само и кажем дека чекаме наследство от една богата тетка. А от моя тетка или от твоя, как ви кажа? Па не и кажа нищо конкретно, само Само така спомня. так. Само и напомням дека. А свекенцено чие? Како се? Не знам какво е. Византиеми. Чие е това? Не знам. Не знаеш, а? Не знам. А тетката чие е? На Славе Димитров. Кой? Това е ли комшия? Не е на слава. Ама, Значи ти само и така и кажа. Да, тетка. Ни моя, ни твоя, нищо. да. Браво. Защо си е това ради това твое алипно име? А? Алипно. Алипно. Али. И не ти речник не ме гледа како теле, ова. Али. Да, АПАЛ. Ало. Албания. От Албания. Гърция? А, гръцки сбор? Да. Това? Да напишем някакви гръцки сбор. Како ти е бил речник на Кръповски регион?
От дедо ми има потекло. Кой е кой? Па нема да го најдеш тука. Дедо ти прашка. Ти, например, да се викаше Цветко или Божин или Марко. И ще ти падне на памет да се моташ около млади жени. Ти си Аурели. Аурели. Той ме само по себе привлекува пари, цветиња, тетки и богати, нормално, и любов. Не ли си малко нефтен? Той ме ги ту пропасти, ало. Признай дека ми завидува за името, а? Признай. Признай. Мене само не ми е ясно, како баш ти најде да си викаш Аурелија, како? Не знам, бе. То не може да е само така. То гарант има некоја причина. Ти ја знаеш таа причина и ја криеш таа. Зошто би крил нешто така? Од истата причина и поради кој што криеш она цвекено. Може би, затоа што бевме големо семејство. А јас бев најмал. И најмал. Веќе тапко ми веројатно, не знам какви име да измисли. Ај не си. Тоа не е причина. Тоа што ја многу глупо праши. Многу глупо праши. Такво име стар човек како тебе може само да го пропасти. И ти си очигледен пример. Ете ти причина. Тебе те крстили Аурелија за да му кажат на светот вака не. Има нешто хохштаперско во тебе. Нешто раситничко. Католичко. Боже, сачувай. При помаци подмог. Што те подсеќа тој? Ще не може да се сетам, ама гарант беше нешто убаво. Се забавуваш? Не, мислам, здодевно ти е. Може би за тоа што ваквиот начин на живот, без постојани обврски, без постојани навики, може би не се допаѓа вака. Што бе, може би, што сакаш да кажеш? Ништо. Не сакам да кажам, само мислам дека може би овој начин на живот без одење на работа, може би не се допаѓа, може би не ти одговарава. Молим те, престани да филозофираш, не е убаво. За тебе глава ќе те знае. И филозофија не одите заедно, чо? Јас имам филозофија, 4 во све. Си препиши. Тоа бе време. Што ти тебе? Ништо. Ружица си била една у мом срцу. Ружица си била моја! Залюбен си? Тоа баш ќе тебе да те прашам. Как ти е застаната, така? Ти треба... Кјо? Речи, ти треба? Веки? Не те спасува тебе, не реши никога ништо. Брај. Нито крато го брат. Посада тука... А ти освен вака што се биткаш ко геврек, само нешто друго, се чувствуваш здрав, немаш некои пречки во разум? Па не, мислам. Немам. Всушност, замисли, која иронија би било да имаш богата тетка која штото го не скинала конција, ти да скинеш пред неја.
език. Трагедия. Ореле, ти не веруваш во нашиот план? Не, Не веруваш дека и без таа твоја богата тетка ние ќе намлатиме пари? не, верувам, ама... Што е? Абе немој да си мало душен. Немој. Нешто имаш еден основен проблем. Имаш многу проблеми, ама и еве сега на овој ќе се концентрираме. Ти мислиш дека глупавото е глупаво, а паметното е паметно. Да. Не. Ага. Што одлично ќе беше да е се така црно-бело ти како што мислиш, ама тука има милион комбинации. А? Еднаш глупаво паметното дава паметно, следниот пат дава глупаво. И ако сакаш да направиш нешто паметно, за промена, направи прво нешто глупаво, па ова паметното ќе ти дојде до израз повеќе, разбираш? Разбирам, мислам. Тикви, разбираш. Се разбирам и од тикви, иначе. Дедо ми открито. Не е толку лесно да се направи нешто глупаво, мила моја тикви. Што е дури и потешко од тоа да направиш нешто паметно. Ама затоа ти и покорисно. Не сите нас од мали не учат само паметни да бидат. Тоа ти вика баба. Да бидеш паметен и да го изедеш без лече. Баба ми готвеше тикви. Знаеш, сите нас, од што не раста така паметни да бидеме, сите сме до толку паметни, што еден пред друг глупи до таски излегуваме. И после ќе дојде еден прав глупак, што нема пала. Ќе ги сврди сите работи наопаку и цел свет е него. Нешто, пошто ние паметните не сме можели да го предвидиме. Гледаш ние на таа карта играме. Утрешно, мислам. Или удобно. Ево како? И дај, как ти вели се план? Значи, пази се. Почему? Позитивно. Лево, Лево? Мене тука, пази, слушай. Значи, мораш да запамтиш дека цела оваа наша операција се темели на анализа. Иза. Иза. Анализа. Да. Добро. Значи, овој играчот, противникот, што ќе дојде, не треба само да го гледаме како играчот кој што ќе извлечеме пари, него треба целиот негов карактер да го проучиме, разбираш? Да го анализирам. Да. Значи, каков играч е, односно, дали планува, дали е мирен, дали сака да се шегува, што сака да јаде, што сака да пие, дали е вакциниран, на кој е вакциниран, со која вакцина е вакциниран, ако не е вакциниран, дали има лажен сертификат, дали е за русите, дали е за украинците, кој број на гаќи носи, се мора да знаеме за него. Значи, мора подобро да го знаеме од јас и ти што се познаваме. И само така ќе го победиме во неговата игра. Гледај во 4 аса, они без дупче. Добро. Чекай малко. Кај види се така? Ево. 4 десетки, едно дупче. Секој. Каде? Од позади. Каде е позади? Сврти се ето покажи. Ако се свъртам, няма да може да видам. Ке почувствуваш мисли. Значи, сите десетки имаат по едно дупче и дај кажи што научивме до сега за човеков, да видам да не сме пропуштили нешто. Стариот? Да. Значи вака. Старост, 70 години. На улица излегува само кога грее сонце. Значи не е вам. Старе, ама не е вън. Значи, кога излегува на улица, на себе носи смокинг, златно синчерче, бастун и конус, цилиндър, как ги викате? Цилиндър, добро. Цилиндър. Секое утро води по 100 метри до семафорите и 100 метри назад до дома. При тоа со никога не разговара. 4 деветки, 2 дупчиња надолу. Вертикално.
Абе, една горе, една доле. Ајде. По занимање е бивш актер. Всушност, веќе е пензионер. Ама ќе натрупал големо богатство. Големо богатство натрупал во деновите на својата слава. Го прошетал целиот свет. А страст му е хазартерство. Токму баш поради тоа бил многу познат во Монте Карло. Сигурен си во се тоа, дека баш така било? Овие неколку дена, колку што го следува. Така беше? Да. 4 осмици, 3 дупчиња на лоз. Исто. Да, ајде. Ќе има ли жена? Браво. Браво си, стварно. Ама, за жал ќе таа го напуштила кога сосема се оддал на покерот. Урва. Потоа ќе таа починала. Починала во Париз. Во болницата Армија на Спасот. Чекај нас. Што бар армија во болница? Прво. Не, Тоа е касарна. Не касарна. Тоа е името на Армија на Спасот. Валја доктори на Спасот. Ти француски појма. Доктори на Спасот. Ај гледаш маркетички трик. Демек на Спасот, а умрела жена. Ајде. По незината смрт, Кјото е престанал да игра карти. Се вратил овде и се преселил тук, кај што живее. Значи живее кај што живее. А там, Логично. Кјо, тој незината слика се уште ја чува. Се уште ја чува закачена на зидот под својот кревет. Ајде. И јас така чувам слики на природа. Стварно? Од кој? Мадона, Синди Крафорд, Дарко Панчев. Кјо, а знаеш што? Тој уште секој ден ја брише од прашање. Ја од друго ги вижу. Од што? А? Ајде. И Панчев? Готово Панчев. После на пеналом, па шампиони го таму. Кјо, според сликата, таа имала божествен изглед. Имала сини очи кои безпрестанно се смеат и чиниш секој миг ќе изустат. Миличко, зошто ти е богатството од целиот свет, кога можеш да ми имаш само мен? Ана Каренина, тоа за нас не е важно. 4 седмици, 4 дупчиња наложи. Кјо, како што веќе реков, после незината смрт тој престанал да игра. Само онака секој ден сам ги превртува картите. Како да си игра сам со себе. Чо, што ти е чо? Сега го има богатството од целиот света, а нема со кој да го сподели. Мене, зошто? Зошто? Зашто јас мислам дека тој сега би дал се што има, само да има неа пред крај себе. Еве, погледи. Взимаш сликата, бе, мањак. Не е ова, ова е друго. Хубаво е. Чекај нас. Како ти виде дека он има плави очи на црно-бела слика? Се познаме. Каде се? Очите, како каза. А? И не знам за очите, ама и јас се видал оваа да имам покрај мене. Не. Ама ако ги има годините од слика.
годините не се би. Важно е човек да не е сам. Джандарите се со 4 дупчиња во ширину. Без жена, човек просто... Понатаму. Што прежде? Па нели ги откажа? Па да, ама след ова со карти, со жената, со старецот, много стресно ми даде. Ама една сам. Сега да. Ајде понатаму. Што бе? Па нели ти кажа ти неговиот дневен ред да го научиш како оче наш да го? А ти кажа, дека не го знам оче. Антихристијан. Само да запиша. Да. Пак. Станува во 8. Нормално појадо. Еќо, после појадо, седнува на маса, ги бележи своите мемуари. Уште пишува за неја. Папа. Дамите имаат 2 дупчиња. Стварно? Как? А? Ако до сега не научи, не планирам да кажа. Kjo? Напладне, ако е сончево, оди на прошетка, потоа се враќа дома, газдарицата му подготвила нешто за ручек, е ручен. И ојче со газдарицата ништо не разбрава. Па некој само ќе праша кој ден е денес и толку. Попладне, спие. Откако ќе одспие, стана, баш тогаш се игра со карти. Откако ќе заврши со карти, точно во 9 часот, секоја вечер оди по чаша вода. Ама знаеш што е интересно? Секоја утро чашата останува недобра, полна. И ајде вечера ништо поради здравствени причини. Што му значи тоа со таа чашка? Ништо. Тоа се една од оние работи што човек ги прави така, без причина. Како ти забити што миеш без никога? Не си мислам дали нас може тоа нешто да ни каже за него. Нас? Не верувам баш. Чекай ме мислам. Знаеш на што подсетува тоа? На пијаниците. Они ноќе ожеднуваат. И добро, да ти најдобро ми знае, ама тој не пие. Не пие веќе, ама пиел, а таа навика му останала. Знаеш што? Тоа знае што сакла да пие навеќе, тоа ќе му го лукнеме на маса. Вода не пие, тоа видов. Па нормално паметно што има вода. Со него вака до кај стигна. Кога оди кон семафорите, го поздравува. Кога се враќа на му се насмевнува. А он ти се насмевнува? Не баш, само кримнува, што? Лошо. Ана. Знам дека не си му баш симпатичен. Не, Знам, поразбирам, ама... не, Ќо. Тој на нашата средба ја оддава некоја посебна важна. Сериозно дори бе. Ајде, кога се враќав на бидона со кафе, ме виде и баш тоа не нормално. Што си па ти до толку сигурен дека он ќе се согласи да дојде дека со нас, до сега ми дрдаше дека повеќе не играл кога оваа отишко пари. Зошто? Зошто? Зашто тој е таков тип, тој е хазартер. Ќо, ноздрите му се треперија кој ги виде карти. А и покрај тоа по самиот ход се позна, по начинот на кој што оди. Ќо, тој кога оди по улицата, погледот на секогаш малку кренат над улицата и луѓето со кои што се разминува. Значи висок.
Не е висок, има такъв поглед. Дигнат. Не бе, има елоквентен поглед. Концертен. Елоквентно гледа човека, да? Да. Секој. Да. А и покрай той. Той на самият начин, на който се върти на улицата, що? Има да се върти на срещу човек. Не бе, на Колко улица. си пратил ти, бе? Дали си не? Не бе, на улица, мисля на кружния оттек. Що се разбирам я пътища? Не знам. Уште по-добро, на кружен тек се върти човек. Дозволи ми да кажа. Значи, той на самият начин, когато се върти на кружния оттек, како да сака да каже, Еве, се върти. Еве, влегло в главата. не ти која подава си плаща. Дайде седи доле да ми умори и мене и ти си умори и си изпоти и се. Айде. Айде да пробваме со карта. Сега? Да. Тя. А не би можело пред това нещо да каснем, а? А не, мора да се въздържим още малци, не знам още колко му трябва нови да ни седне тук на... Па да, ама Гюд, денес нищо не каснем. Ама не ти е важното. Важно? Важно ти е само пред спиението нещо малци ги каснеме, колко да немаш лоши сонеща и пак да си измочаш. Добре, значи ги каснем. Да, после. Айде. Чекам. Що? Раци изми? Да. Денес 10 пъти. Добре. Корона нема веќе, ама продължи да ги биеш, да ти умекна, да ти посетливи на добрите, да се разбираш. Тя. Мене Руша ми каже да имам меки раци. Мене Ружа ми каже нещо друго да ти мека. Стварно? А? За душата ти каже? Малце по-добре. Сърцето. Уште малце. Па добре, има много стомачи, ама... Близо. Айде. Осмица. Добре. Джан. Дам. Не. Дам. Джана. Джана. 4 во ширина. Джана. Напълно само 2. Има само те. Нищо уште ки вземеш малце от париве, ки удиш ки си купиш помада за раци за неколко дена ки видиш. Тя. А не би може ли да вземем помада от Руша, а? Да, има меки раци. Там дека има меки раци. Що? Това на Ружа. Ните помада, ните за раце, Еко що е? се лизнат картите от рака да оставиш. Не разбирам. А? Утре пари помада. Точка. Тя. А неки е уште по-паметно со тия пари да купиме нещо за лапа. А? И Лапа! абе, свати дека сега нас се ни е ставено на една карта. Тя. Тук има повече карти. Фигуративно ни е се ставено на една карта. Значи, кога секој друг аспект од твојот живот му е подчинет на едно нешто, тоа значи дека ти си ставил се на една. Фигуративно, не буквално. Повече карти сте, вижте сега. Добре, Ајде, на која точка карта? Ти биди добар во ова. Биди добар во ова. Да го победиме овој што се врти на сред улица. Да му ги земеме сите пари. И после ќе ти купам храна да се изналапаш за 3 месеци, нама зашто не си. И на 3 дена само да лапа. Ќе ти падне вилицата, ќе мора да си ја врцеш од толку човека. Стварно? Стане. А потом? А? Потоа 3 дена само ќе пием. Маце да се дезинфицирам од тебе. А потом? Потоа 3 дена само ќе спием. Потом пак ќе лапам, а? Лапај ти тука ја уже тоа да дојде. Што? После ќе отпатуваме, ќе отпатуваме. Со прва класа и тоа на нови операции. Чо? А не би може ли да останем овде? А? Овде. Да. Зашто? Овде не се сака... Кој време за? Не мислам никога одредено, само... Сигурно? Не. Сигурно. Мислам дека ти е по-добро да останем овде. Зашто? Аз си легнем. А?
А? Колко рано? Па, веќе се сврачи. Па добро се смрачи, ама никогаш не сме легнува да колко рано. Па да, ми го сме навика овде, онде нещо да каснеме, а сега мен. Аурелие, ти си пълн со слабост. Па дека не ја јадам. Тука си пълн со слабост. Па да, не? Јадењето. Тебе нагоре. Да, тоliko крв. А? Прекини да ме прекинуваш. Просто. И прекини да ми се извинуваш. Добре, просто. Просто. Доста. Чу, Що е? стани. Аре. Да, просто. А? Видно. Понесуй се нормално. Стариот е на просто. Чекай, раците како ми стоят на ръка? Обично в гачите се раци. Не, това. Чекай, чекай. Рушица. Не си там. Не ми така. Чу, ама много лесно под нас. Помни. Рушица си била. Проведе само цилиндър от него. Що прави? Дошъл по сликата да си я вземе кретен. Съвсем се наведна на въпроса. Но що прави тук? Си заедно. Добре, що му беше? Хазардер, бе! Гледай, човек се въртиме на улица. Лелювани нас една нова. Ай, Лелювани нас не фатия децата и тут. Моля от кого що чеко. Слушай, що? нема спиење вече. Мора се да биде перфектно. Айде. Няма. Джан, Добро. 11. Добро. Поп. Добро. Човек стигне, бе, да? Истини да ви имам още цяла вечер и у сабај утре кажеш. Да. Лелювани нас една се ме лъчиш. Чакай, утре умирам богатата тетка. Ай, време. Тетка ми. Що дека сте параджии, мои драги комарджии, що дека имате преголемерак, и леве църсто и него не ви постоя, сите вас пак ќе не заемам, ами така. Що дека сте параджии, мои драги комарджии, що дека имате преголемерак, не църсто и него не ви постоя, сите вас пак ќе не заемам, ами така. Аз как се угостия, и не се обзувам, как съм въглядал, како си не слушувам, они ме не преважава, я плача ба. Това прекрасна сусите от Росия, Кокоски и Горбер, на добавето скоки, само се крие и плече до всеко и от нас. Обичайте си, Господи, да спаси. Пакчо. 100 евро, разихме го денари, а за останатите купив бадал рум, домачи, мисля дека е тука пишува јако алкохолно пиче. Сигурен си дека сакал пич, дека сакал рум? Да. Да. Се друго подготвена? Да, подготвено. Уште овој да дојде сам. Да. Нервозен си? Не ми истурејќи ги намочиш парите и картите. Просто че просто. Нервозен си. Малко. Слушај, значи, кога ќе почне играта, можеш да бидеш потполно умирен. Да. Раката никако не смеја ти затрпи. Да го поминеме редоследот, сакаш? Не, Сигурно? Няма потребно. Блеци! Не спиење тоа. Чо? Што ги правиме потреба? Кој? Кој ќе добие? А? Прво ќе си направиме нубава постава. Чо? А не може да... Абе, не мисли сега на тоа. Сега мисли на игра. Значи, играње без борување, знаеш што, така? Значи, играат само картите, прстите и очите. И мртва тишина, како во гроб. Си го продадовме часовникот и од еке знам ја сега кој е 6, може да ќе касни ујко. Не, биди го сгрижен. Тоа не може да се Не може. Не може. Како се чувствуваш?
малко ми е тежко да ще луди, примерно. Ке ти помня. Па да яде ги, това мисля. Тьо, тьо, пътувам ли веднъж, бе? А? Що ти е сега? Па не нещо. Само, нека да сагам после след това, да не видам веќе никога повеќе со никога да не разговарам. Така, сакам да отпътувам веднъж. Ще не ми се допаѓа. Слаби нерви. Нервите не ми се слаби. Само, Чуден си. нека, ти увервам, по това няма нищо чудо. Само мислям дека ти е най-добро. После година, две, три, можем да се вратим овде. Можем да се вратим овде и да приредаме некои банки. Ама още утре, още веднъж. Нека, да отпътувам още веднъж, ай. Па не ли рекохме от темала? А? А добро, рековме от темела, ама чуден ми е начинът на кој си дошъл до се това. Не, Кьо, това няма нищо чудо. Ай, знаеш що? Вечер веќе имаме доволно време да разговаряме, ако се ни тръгне от рак. Зошто да не ни тръгне от рак? Се точно предвидовме, така? Секој можно сценарио го поминавме. Зошто да не ни? Освен тебе, ако не ти затресе тоа раката во последен момент. Не, това не. Е, па зошто? Управо си, бе. Няма причина. Освен тоа, ако не дојде. Абе, той ќе дойде. Дай ми да цигара. Цигар? Що? Ова е хубаво завитка на цигара за теб. Тоа. Да гледа како е крива. 10 години ми виткаш цигари, никако да научи. Дръпли. Ми се ни влече от сега. Защо ме това е туто взема? От сега ще пушим да тото ми изпушиш и татко ми, и дедо ми. А татко ти оти живи се? Па не сега, ама. Епа! Ете! Ще не ми се верува дека не е 6 веќе. Не, 6 не е сигурно. Изплатен си. Јас топло ти е. Него малко бе. Слушай, кара, бе! Чето, Не верувам дека веќе не е поминало 6 вера, нели не каза? не е 6, дай смири се. Седни. Седни. Што ти сме тако шетаме? Не ми смета. Ама той може да те види и не е баш на добър знак. Да види дека си нервозен. Дай, седни, Кьо. Јас сум нервозен. Ако не си нервозен, седни. Седна. И? Кьо. Не тръгвай с пръстите. И това е избор. Ти ме луци? Па јас сум возбуден од среќа сум возбуден. Разбираш, ја не можем да го дочекам до тоа. Очите не могат. Зашто? Дека трепкаш малко. Па трепкам ова Чернобилов ми чури во. Тя, И плюс, што сакаш ти од мене, Орели? Не. Кога сега не може да се тераме, може да пеаме, разбираш? само това не мога. Не. Тя, през ден дека не си баш най-спокойна. Кога сум спокојна последна цигара ми, рак ќе доби. Не ради цигарата. Тя през ден дека не си баш спокойна со цела ова ситуација. А? През ден, ајде, прежи. През ден. Јас само мислам на времето кога се тоа ќе биде позади нас. Стварно? Да. До толку много сакаш да я завършим? А? Значи, слушай се. Тој што се зафатил во ваква авантура мора да биде цврст. Мора да биде тврд, разбираш? Тој што нема нерви со ова, подобро е да не се впушта во вакви авантури, да си иде
на работа. Така е, чест. Ама признай, хайде. Признай. Признай. Ево, погледни му в очи и признай. Признай ли не си го. Спокойно. Признай, хайде. Признай. Що ти е това толкова важно? Чо? Така ти ми е по-лесно. Аз си признам. Признай. Добре, идем. Може би не съм съвсем спокоен. Ама то нищо не минува. Не минувам. Знаеш? Ходи. Измамникът мора да биде свърст. Иначе си ги проба. Измамникът. Добре, може не си изразих неправилно. Знаеш, що има връзка? Сите мама. Мисли само ние мами, сите мама. Преиска тебе ти измамили, вместо тут катран бях. Секој мами на свој начин. Ние овој си го одбрали. Поентата е тоа, само кој знае по-добро, кој знае по-лошо. Така е, ама... Секој мами на свој начин. Свати. И во секој случај сме ние по-честни од овие кои се прават само дека сме честни. Знаеш, ние барем си признаваме. Измамници сме, бе, да. Измамници, па што? Секој си ја крои собствената среќа. Секако. Секој си се грижи за својата среќа, е време и ние за нашата си се погрижи. Така е, само... Слушай. Што е? А Стари отиде. Па, кај е? Слушай. Не само да... Поносниот момент на вреди. Дедата. Што среќа? Страх е пион. И ги отвори се. Што да отвори? Фрижидерото. Отвори му на човек. Фрижидерото? Абе, отвори му. Сега! Отвори му на човек. Ама признай, не беше баш най-сигурно. Признай. Добро, хајде. Еве ти признам. Не бе сосема неспокоен. Ама и ти не беше на висина. На маса 10.000 евра, а ти се двоумиш. И раката ти се затресна дори во последен момент, мислев дека ќе се откажеш, ама се смири после. Се смири после и почна да размислуваш. Почна да размислуваш, Аурелија, предолго размислуваш, Аурелија, цела вечност траеше до тука ми. Јас сакам да ти викнам, дури ама фрли тоа картата веќе не можам да издржам. Ама ти издржа. Ти издржа, Аурелија, ти издржа. Срце ова издржа, бе. Его, а го видели него? Така? Изгуби 10.000 евра зборник. Ще само справя. Си го взема паспорт. Си го взема цилиндър. И се поклони. И си отиде.
прекрасен човек. Чо? Тоа е тоа што викате. Елоквенција во движење. И впрочем, како стоиме? Како стоиме? Кај него е нашето дури, а овде се неговите 30. Знаеш што? Што? Дай ми го на листот, да видиш на пинта се. Добро. Да. Знаеш ли ти, Аурелие, што се тоа орегано? Оригано? Да. Зачи? Орегано бе она што прават фигури од хартија. Стварно? Да. Ме научи ова една јапонка која бе во Амстердам. Си шитам ја низ Амстердам. Излегов во една улица, изгледа беше некој празник, цела беше со црвени цвети. И на секој прозор, сите луѓе беа на прозор излезе. Ама само женски беа, изгледа беше некој како 8 мартич. И ја поминувам до прозор, среќен празник. Култура. Македонски? Да. Абе, тоа е мултинационален вакво поздрав, го разбирате. И ме покани една јапонка кај неа. Добро. Вако, изгледа нешто колко нас на слава не се кани. И ова кај нив така. Како те покри ако не се кане? Абе, нека не цори са. Она мене ми даде оригано, Добро. ја не ја дадов Оргул. да. Зашто не носиш оргули со тебе? А? Музички настроен сум. Да, гитара немаш. И? Ништо одлично си помням со јапонка. Некаква. Не, јапонка немам видно. Па не си бил во Амстердам. Стварно не сум. Никош слава. И што в новчаник сум. Чо? Тоа е парично. Значи, во Холандија на јапонски се вика новчаник. Не, тоа е сарабизам. Парично. Јас ти кажувам она како ми го кажа. Јапонка да ти кажа на српски. Да. Не, мислам, не знаем дека има... Јапонците зборат српски. Знаеш што на приче српски да те цел свет разуме? О, да. А шо? А Свети Сава да наславя? Дека на Славо се не зови и то. Јапонка Куросава. Остај вака, не фаќај. И сега, Орели, што треба да правим? Што да правим? Па прослава! Ке треба да земеме малку пари за прослава. Баре? И за нова... Уште и нога. Подозри, ќе вземам што? Не е чудно. Ништо не е. Ќо? Ама го видели, бе? А? Го видели? Лицето му беше исто на почетокот кога го убиваше и потоа кога изгуби сета. Елоквенција, елоквенција. Ќо? И го раз. Тоа права да ти кажам. Во решителниот момент почна да размислам. Почна да размислувам и тоа за малку и ги му попастиш. И реков јас стрес. Ама, Извини,
вака Аурелија, ама јас мисля дека ти на момент дури сакаш да си намерно да ми го пропастиш. Тоа не зошто? Па затоа што почна да размислуваш. А ти секогаш кога ќе почнеш да размислуваш, мене не го страх ме фаќа. Ај мораш да признаеш дека изминативе денови имаше така маце леви. Јас. Јас. Ќе. Цело време, ама буквално цело време ги забележуваш промените само на мене. А на себе ништо не забележуваш. И ти се измени. Јас се измени, не измени. Признай. Не Признай. признам. Ќе признай. Не признам. Признай се измени. Не признам. Ќе признай се. Се измени. Добро бе, малце можда се изменихме и двајцата, ете ти си измени. Јас. Ама во секој случај ова е сосема нов живот кој го почнуваме се. А и плюс не сме ние веќе 20 години за да може така преку ноќ да се смени. Така е, да. Што чекаме? Што? Па прослава! Стой. А не би трябвало да първо заемам пари? Треба. Абе, да не отидеш овој султан нашата сигурија, немаше да мораме да насипнемо на това. Ама, што може? Исто ќе треба да земем. Што? А? Абе, ама убав е ваквиот живот. Без обврски и со полни джебови. Ќо, право да ти кажа, за пръв път во живот, дори и аз се малко чувствувам елоквентно. Има некоја промена, не знам. Ајде бе, абе, сега прв пат ти во животот се чувствуваш елоквентно. И сега вака кога ни е празен мозокот без обврски, ајде признај ми нешто. Ќе признавам. Што? Признај! Зошто бе ти викаат Аурелија? Чао. А ти кажав, не знам. Немој погрешно да ме разбереш, тој Грдој. Не, добро, Чао. извиня, не се изрази фубаво, не е името Грдој, ти си Грдој. Не ти прилега бе, не ти стои сега. Чао. Името си е. Што има тоа врска со мене? Некако секој мора да се вика. Зошто па баш ти се викаш Ќо? Па тоа некако секако има причина. Причина. Да. Каква причина? Па Ќо доаѓа од чор. Од чор. Од Ќо? Да. А ти не си Ќо? Па не. Погледам јасно секој твој детај. За жаль. Памтиш ли порано жените кога дури и на здрави предни зави ставаат оние златни ненадвор? Да. Памтиш? Да. Па ете така и јас, кога бев млад, за по-софистициран, што би рекол ти по-елоквентен изглед, носев наочај. И можам да ти кажам дека жените се палеа на тоа. Стварно? Сега добро, јас да тоа беа така малце по-бледи, по-нештички, а дувне надвор кашта. Фини женски беа по секој. Ами, видно. Жена си е жена. Не е тука. Сега, јас да бев тогаш Аурелија, плюс да си ги имав научарите, плюс таков како што си бев убав, згоден, ти гарантирам дека немаше да има учителка или евентуално библиотекарка или некоја друга културно-уметничка работничка во автокоманда, што немаше да падне на мене. Да падне на мене. Ще си ти магне. Тоа научарите малце контраефективно прави. Поради нив почна чорле да ми викаат.
Сега е спробвал това маца да го санирам. Престанат веќе да ги носам на чарите и од чорле остана чол. Значи тебе би ти било мило да се викаш овде. А? Во тој период кога ме млад, да. А сега, па и не баш. Мислам дека е крено време веќе да јадем нешто. Да. Време. Треба да земеме малку од пари. Да. Колко да вземем? А? Па, едно 2-30 евра, така. Вътре? Добре сега да имamo на нашата ситнория. Немаше да мораме да се плюваме. Ама що може? Ништо, мораме. Мора. И тука нема ништо чудо. Мислам, нема нищо чудно. Това са наши пари, не? Сигурно. Това са наши пари. Ова се нашите нерви, нашите нерви. Токму тук са нашите нерви. Лесно ме. Лесно му е нему да губиме. Той има нерви како орто. А нашите? Не. Са нашите мора да се добре. И добивам. Добиваме. Добиваме. Може да вземем? Што? От пари. И треба. Заслуживме една мала проспава, така? Барем вечер. Да бе, мало. Защо? Можем да вземем от ония малите сендвичи. Мали. Да, па малки. Да, да бе, лек. Ние со денови ништо не јадеме, така? Не јадеме. И сега од еднаш ако се прејадеме, тоа многу ги видиш. Читав на радио еднаш, ако со денови гладуваш и после тоа многу се прејадеш, воопшто не било здраво за организмот. Не знам, нешто левата хемисфера на желудникот со десната стратосфера на дебелото црево, не знам, во секој случај не здраво било, а и плюс ние сме малце во години и мора да се пазиме на исхрана. Да. Значи, Ај види дали ти остана нешто по џебот. не. Тебе? По мене, исто, се тоа ситно што го имавме, овој ни го однесе уште на почеток кога добиваш. Сирово. А после кога фати да губи, јатарки да губи. Значи немаш ти, немам ја. Добро, ќе мора да земеме. Не гледам причина да не знам. Не, мислам, ние тоа се наши пари. Ма да, кажам право и не сум нешто гладен. Па ние, нито ја да скош. Знаеш што? Веќе е доцна. Сега единствено можеме да вземем некои стари сандвичи. Там цел ден стоеле на тоа изгледот. Не изглед. Да, не изгледот. Да бе, стоја така, сонце ги пука, гарантирано. Разсипано. Салмонела, пак. Значи, утре изутре, прво нешто да купувам пали сандвичи. Свежи, топли. Свежи топ. Земјето не е ладните сендвичи, ама топли. Значи. Издржавме неколку дена. Можеме до утре. Може. Утре рано одиш купуваш сендвичи. Да. Ај зашто? Ај мислам дека е време веќе да си легнем. Овие денови некако воопшто не спиевме. Ајде дека заборавивме Си легнем, а? да спиеме Сега си легнем, а утре Тоа не изутре треба. прво нешто. Мали сандвичи. во кревет. Намести ова стул. Баш. Ти треба уште нешто? Не, лек. Чека си, ала камаце. Оп! Опа! Ова е друго, бе. Исто ние веќе за седење цела ноќ. Кога бев млад, друго беше. Во оваа доба на ноќта, за нас најдобар си е креветот. Легна,
Да. Ти? Добре, я. Как се чувстваш? По-добре. Ти? И я. Порано може со ноќи да не спи. Не само да не спијам, да лупувам, да журка. Еднаш, слушай ова, не сум ти кажам. Што? Еднаш се затворивме во станот на мој пријател. На кој? На мој пријател. Имаш пријатели? Да. Стварно? Да. Значи се затворивме кај негово стан, ги затемнивме сите прозори, ги фрливме сите часовници и само лупува. Музика до таска. Имаше и жени дома. Стварно? Да. Абе! Жени имаш. Да. Ча, бе, имаш и жени. Што ќе правам јас со другарот мој во темен стан? Нормално дека имаше жени. Не само жени, имаше едно 30-40 литри алкохол имаше. И плюс тогаш дојде прв пат во Скопје Тито? каде бе ходам пред Тито таков целиот, тоа се оди испеглан со марама, со вако, со тоа. Дојде прв пат во Скопје, донесо оној белиот прашок. Ари. Еве, Боникс. не бе таков прашок. Чекај малце на врт на носка. Кокаин. Нема перевоз. И се пере. Има што? Слушай, значи тој таков прашок го зимаат, го виткаат во цигара. Тука на крајот прават како шпиц. После со тоа во вена како се, не знам. Ама беше ново и као реков, ајде ќе пробаме, нема скиц. Знаеш како вози тоа? Стварно? Ау. А нешто дозвола ти треба. Не такво вози. Има јако дејство, прашам. Разредувач ли е тоа? Што е? Ти си изгледа на разредувач. Значи, слушай. Албум, и жени, тоа прашам. Музика до таска. Чо. Баш тоа сакав и преска да те кажа. Зошто по баш музиката ја стававте до таска? И зошто воопшто имавте таски во станот? А? Мене ми треба една таска. Зошто? Таква по глава. Значи, повторно како преска фигуративен говор. Кога музиката на најгласно ја пушташ, тоа значи дека до таска ти. До таска. Цела зграда ечеше. Буквално не пријавија си и ми звони на вратата полицај, тој што още милицајот беше. Отвора, добар дан, друже, добар дан. Гласно е. Осте ги овие љубоморни се што не ги дитнате наока, дојде ти влези. Као, мене зошто не ме рекнавте? Затоа што тогаш беа пострекни времиња, не те знае. Кога го видоа, значи, влага милицајцов, во истиот момент кога ова шениве видо пендрек и лисици, сите почна да рипа. Јас сакам прво. Тоа викам сакаш ти, јас сакам да ме апсат, да ме врзи. Вега да викам остава човекот на рата. Стои нормално. Как ти се видиш? Не знам. Го питнав човекот во војно сопче, му дадов 2 флаши алкохол, му дадов на таца на тоа прошок. Маце, слушај, му викам, пошто знаеш дека ќе не пријавате. Молим те, викам, кога ќе дојде колегата твој, молим те на тепсија бурек, нека ни донесе, не сме излезени, останав мртви гладни. Абе, праќав джадари по бурек, бе, алби. Чо? Знаеш, ајде признај, кај жени па и бурек, джандер. Зошто ме лажеш? Што има да те лажа? Значи, овој пријателов моја во Бигорски на лечење, иначе ќе ти го донесе тука да ти кажа. Влеговме во станот во сабот. Знаеш кога излеговме? Не, бе. Во четврт. Смрдеше од станот, сите комши мислевме мртов дека некој внатре цвети не остана. А зошто не сте перали кој имало да им прашок? Па тој прашок е за бело само, ние немавме бело.
Кај можам јас сега такво нешто да изгледам? Ето, знаеш па? Не ни сакам. Что? Бурек? Не бе, бурек. Жени? Ти да не ги жени. Јас само ето. Никам толку да лумпувам, да нешто изгледа така малце ферски одиграно од страна на мајка природа. Како што ти се зголемуваат годините, така ти се намалува желбата за лумпување. Заспа бе? Не. Ти? Да, ја не спијам. Не спиш? Браво, Колумб. Што ќутиш ако не спиш? Па не, онак. Те слушам. Да не види некој вака, ќе мисли сме изгубиле 10.000 евра, не сме добили. Слушај, што мислиш, што прави сега стари? Стариот Спи. Што се за него 10.000? го види како беше. Лицето му беше ладно како туш. Ме со ладна се тушираш? Да. А? Ова станот е отворено кога те лечеле, вајда, со терапија со ладна во Бarbot. Зашто ме го бара? Не си од Barbot? Не, пробаш. Па кај е? А добро и се тушира со ладна атал. Ќо, што ќе правим сега? Кога? Утре, бе. Не знам. На тоа мислиш? Малко. И? Ништо. Не знам. Ќе мора добро да размислим. Слушай, замисли сега стариот да мисли дека утре некој ќе оди да му ги врати пари. Тоа и неговите нерви не го издржат. Не е таква среќа. Какво знаеш што? Мислам дека не си ја лупам во главата хубаво. Изгубил. Кој стариот? Не бе, тој сега спие како мртв. Гара. Ќо, што размислуваш? Што знам? Се што. Буквално секакви мисли ми се вртат низ глава. Еден момент помислив дори да му ги вратиме пари. Што ќе ни? И што още мислиш? После наружен мислам. А? Нема време на друго. Да ги вратиме? Не бе, глупаво е тоа. Ги сакаме парите, така? Ги добивме, тука се. Што е? Ова е проблем. Ова што шеташ лево десно. Ногта е за спиење, а не за шетање и за размислување. Не можеш да заспиеш и секакви глупави мисли ти доаѓаат во глава. Ја не можам да решам. Ќо? Признај дека ти си најсмешен во играта. А јас само така ти го кажав тоа, бе, не само онака ми помина низ глава, не мислам. Јас би му ги вратил. И не си ме разбрал, ти ме не убаво, јас само тоа така го спомнав, не ви сте славно.
измъчи човек. Не сме ние за ова. За ова треба срце. Ние сега не можем да заспиме, но и навикнат се. Он сега си спие, а ние? Нещо е, бе. Аз како умувани с ова да... Нищо, Георг. Значи, утре, рано и сутрина, ще му ги вратят наредите. Само да го видам, аз не. Няма да видим. Мислам дека срцето ќе му пукне кој ќе биде дека му ги вратят. Си лег. Слушай, утре отма рано от Сабаде, там ще го Да, биди без грижа. Айде, добре. Добро, кай си до сега? Му ги врати? Седи. Стой, стигише да ги прими? Не. Това е. Не се работа. Стой! Чо? Седи. Стой! Умре. Умре. Лъчо. Ау, грозна работа. Ау, отвратна работа. Слушай, да не се самоубил? Не. А? Има хубава смърт. Кога се вратил в Кенос, си приредил мала свеча. Ядел, пил. Потова само заспал и толкова. Сърцето не издържа. Има слабо сърце. Ау, отвратно. Слушай, и що ги правим с отварите сега? Нищо. Нищо. Како нищо? Како нищо, Орелие? То се негови пари, Орелие. Само нима право да си ги троши, никой друг. Чуете, случайно умре, отпред да има можност да си ги потроши. Слушай, уште има можност да си ги потроши. Со тие пари ќе му приредиме величествен погреб. Ајде. За да мислиш дека не се сетив на това? Мислиш? Ние сме глупави, ние сме глупави. Не те ли? Не ме разбираш. Сите тия пари биле никакви пари. Ево, погледи, на. Това са театърски пари. Гледай, ясно ти е сега? Ясно ти е? И се смея, и се смея. Кой би рекол? А след това, задал, след това било приказка. А он смокинг, полубастон, цилиндър, що ли кае. Това било все, що ли. Вече. Това е нас не знае. Не ние. Значи, Не. значи, си се најал со нашите пари
најал, че си се напил, ми си цркнал. Така. Хубаво. Добро, нищо не било точно след това. Нищо. Нищо. Все това било. Абсолютно нищо. Никогаш не го дори. Тоест бил някакъв пътувач, както съм и то. Нищо. Абе, я то актерите би ги забрани. Абсолютно. Ни за жена. Тя е била някоя, не знам, футбалер. И? Що ќе правиме сега? Нищо, сега ги чекаме да се сетиш на някоя нова идея. Някоя идея. Орелие, не ли мислиш дека ти, Маце, во последно време, Маце, незгодно се однесуваш према мене? Незгодно? А? Единствено незгодно нещо, що мислям дека е цялата ова ситуация е тоа, зашто веќе немаме ни буден. А пак мораме во пети пол. Уште по-незгодно што немаме ни струја. Со што да ја платим. Што не отиде со лажниве пари. Ајде! Тема. Дай палячо. Не може. Дай палячо. Добре. Која бистра идеја се упалячи. Што? Ете ти. Што нова идеја? Не, ти нова идеја. Што сега некоја старица. Ја прашам Ружа дали сака да не... Си е тужна свеката. Ја прашам Ружа дали сака да не буди секој сабајле во пети воза на работа, ете ти. Па види, тој и не е баш толку лоша идеја. Ајде. Па не. Не, вида. Мене лично ни годи. Абе, одвратно е кога на човек ќе почне да му се гади од собствените идеи. Пак си е друг. Да. Мене баш и не ми се гади од таа. И гајде. Не е лошо. Ај, што чекаме? Што? Ајде на работа, што? Да. Кај ми се? Чо? Брати ми е свеќен. Ајде бе, стануве, облагај се. Брати ми е свеќен. Облагај се на работа да оди. Ајде ќе одим се. Да измијам заби само и одим. Слушај, ако не се облечеш, не те чекам. Се облечам само да измијам заби. Ајде, стануве. Ајде идам, ево. Ке задоцни, бе. Оди ми речете до таму. Ајде, стануве. Ево идам. Ајде, одам. Ајде, бе! Идам. Good to warm my bones beside the fire. Far away across the field, toning on the island.